Властите не излажаа дека ќе ни помогнат. Реагираат граѓани што се превезуваа во автобусот на патот Скопје-Титово на копниот 13 февруари, што се здобија со тешки повреди. Наместо пари од државата добија само празни ветувања. Тие се обратија до редакцијата на Алфа, но се плашеа да говорат пред нашиот објектив и иако споделија дека сите здравствени услуги самостојно си ги плаќаат, сакаа да останат анонимни. Тоа ништото не конкретно во врска со тоа што беше тогаш еуфорија, нели сите ветуваа дека ќе дадат разна помош само. Ни почнато, мислам, ништо нема ни една помош не е стигната до нас повредени. Ја лично имав и операција за која што платив некоја партиципација од 100 евра во 8 септември. Така да секој различно тоа го прави. Некој прима лекарства, терапии. Паричната помош за повредените во сообраќајната несреќа кај ласкарци останаа само одлуки ставени на хартија. Ним им беше ветана еднократна парична помош од град Скопје во вредност од 30.000 денари. Помош на семејствата на трагично настраданите во сообраќајната несреќа кај село Ласкарци Скопско и ќе бараме дополнување освен на семејствата на трагично загинатите да се изврши и обештетување на повредените во таа сообраќајна незгода. И општина Гостивар донесе одлука да им помогне со 15.000 денари. Оваа помош е во знак на солидарност кон настраданите во трагичниот настан, кон семејствата на загинатите и на повредените во автобуската несреќа на автопатот Скопје-Тетово. По 30.000 денари ќе добија семејствата на настраданите, а по 15.000 денари ќе добијат повредените. Стои во образложението на советниците. Од владата пак информираа дека ќе бидат ослободени од плаќање партиципација при користење на здравствените услуги. Владата ја разгледа и усвои информацијата за ослободување од обврската за плаќање на учество, односно партиципација при користење на здравствените услуги од страна на повредените патници во сообраќајната несреќа која се случи на патот Скопје-Тетово кај селото Ласкарци, во знак на солидарност и сочувство за фамилиите на починатите и повредените. Ништо од ова не е остварено, вели за Алфа, повредена во несреќата. Од град Скопје имаше понуда, мислам, кажа дека ќе дадат по 30.000 на сите повредени, нема ништо од света. Од град Гостивар вика дека ќе дадат 15.000, нема ништо од тоа. Нели имаш изјава дека сме ослободени од здравствена партиципација сега затоа што сме со терапии, со разни лекувања, нема ништо од тоа, значи сегде плачаме. За гостиварскиот автобус на Durmotours кој излета од автопатот Скопје-Титово кај селото Ласкарци на 13 февруари. Обвинителството констатира дека причини за несреќата биле неисправност на возилото и брзо возење. Истрагата утврдила дека возачот во еден момент поради голема брзина загубил контрола и излетал од автопатот. Пробал да закочи кога удрил во оградата на патот, но поради неисправност на сопирачките и голема брзина не успел и завршил во провалија. Возачот на автобусот, сопственикот и раководителот на Durmotours заработија притвор. Сега се дома во куќен притвор.